Овде ќе објасниме процедурата како да се логирате за прв пат на порталот на Фондот за здравство. Влегувате во програмата. Прво, што треба да направите е да биде инсталиран клиентскиот софтвер, кој можете да го превземете од 16.7.2013. Доколку тој е инсталиран, тогаш процедурата е следна. Во примарна работа го отварате читачот за картички, за да проверите дали картичката има пин. Доколку нема пин, задолжително да вметнете пин. Во овој случај, оваа картичка веќе има пин, така да нема потреба од промена. Доколку имаше потреба, можете без проблем со промена на пин да го промените пинот на картичката. Да запомнете дека не можете да се логирате на порталот доколку картичката нема пин. Истиот проблем ќе го имате и доколку имате пациент кој нема пин на својата картичка. Задолжително отварате вчитувањето на податоци. Доколку нема пин, задолжително да му ставите пин преку опцијата промена на пин. Официјално најдобро е 1, 2, 3, 4 и 5. И тоа е крај. Потоа одиме на порталот на ФЗО. Кликаме овде, се отвара порталот. За прв пат да се иницирате, доколку немате имейл и лозинка, потребно е следното. Ја ставате картичката во читачот, го ставате читачот во компјутерот и одите на регистрирај се. Обично се појавува овде горе Java. Секој пат, always run Java on this site. Секој пат ги одобрувате Java-та. Доколку немаш инсталирано на Java на компјутерот, ќе ви се појавеше едно делче во црвена боја каде што ќе ви кажеше инсталира Java или вака. Ќе моравте тоа да го кликнете, во суштина тоа е next и завршувате со него. Овде сајтот знае некој пат да направи проблем, затоа reload this site ќе кликнете еднаш, два пати со чекање на 1 до 2 минути. Во тој случај, кога ќе се појави делот за лични податоци на картичката, кликнувате на тркалцето. Во тркалцето ќе ви се појави можност да испратите барање за регистрација. Овде ја пишувате вашата имейл адреса со која ќе комуницирате и кликнувате на подпиши го барањето. Она што е специфично овде, при кликнувањето на подпиши го барањето, картичката мора да е во читачот на докторот, правиме муабет за картичката на докторот, и ќе ви побара пин. Тој пин морате да го ставите. После тоа ќе ви се појави прозорче дека на вашата имейл адреса, што сте ја ставиле овде, ќе биде добиена порака. Таа порака морате да ја отворите. Влегувате на вашиот мејл, каде што ќе добиете имејл од ФЗО регистрација, каде што треба да кликнете на овој линк. При кликнувањето на тој линк ќе ви се појават можност за внесување матичен број, лозинка и потврда на лозинка. Во матичен број го пишувате вашиот матичен број, а додека во лозинка можете да напишете било што, меѓутоа постојат некои критериуми кои треба да се задоволат, знаци, букви, големи, мали, бројки и така да најдобро е да го напишете следното. Мак е еднакво и бројките, малите бројки на вашата картичка во долниот десен агол. Тоа се 2, 4, 6, 8 бројки. Пример. Значи, во лозинка го пишувате мак е еднакво бројките,
матичниот број останува, во потвора на лозинка имате пак овие бројки. Со тоа ја затварате процедурата на регистрација. Потоа, кога ќе одите за влез во порталот, имате две опции. Внесувате имейл адреса и лозинг. И одите на опција најави се. По кликнување на најави се појавува порталот каде што ги гледате вашите податоци. Процедурата на внесување на нов пациент е следната. Одите на ташната. Секој пат, и претходно ви реков, кој ќе се појави овде јава, секој пат го стартувате. Always run on this site. Исто така ќе се појават и некои други сертификати со ФЗО. Сите тие ќе извршите. Не ми ги покажувајте повеќе и ран, стартувајте ги. Доколку сакате да внесете нов пациент, одите на додади пациент плюсчето. При внесување, овде ќе ве праша две работи. Дали осигуреникот има активна картичка? Да, не. Доколку кликнете да, овде во читачот во тој момент потребно е да ја ставите картичката на осигуреникот. Пополнувате серијски број на ил образецот кој и зачувај ќе помине. Доколку овде немате бројки, кликнете на рефреш да повторно да се прочитаат податоците од картичката. Доколку оваа поле не се појави, избери сертификат, имате некој проблем. Нема шанси да пријавите пациент. Доколку пациентот нема картичка, одиме на опцијата не. Во тој случај треба во читачот да стои вашата картичка и плюс дополнително МБГ на осигуреникот треба да биде овде. Со кликнување на зачуве, може пак ќе ве праша, тоа е само првиот пат, за некои сертификати на фондот, ќе ги одобрете, како што реков, значи врска јава, сертификати, фондот за здравство, сето тоа го одобрувате. Има шанси да ви се појави и варијанта дали блок или don't block. Задолжително кликнете don't block. Значи да не се блокира понатамошното извршување на наредба. И тоа е процедурата за пријавување на пациент.